Почитувани, добар ден, време е за вашата омилена црвена линија. Поздрав и за оние кои што редовно не следат, редовно се вклучуваат, а секако и за оние кои што можеби прв пат не гледат и ги охрабрувам на 0230766777 да се вклучат во денешната дискусија која што ќе имаме во црвена линија. А зашто ќе зборуваме? Ќе зборуваме за меѓуградскиот превоз, кој што поскапе дури за 25%. Превозниците бараат кратење на акцизата, скопскиот јавен превоз е во хаос. За возачите на автобусите штрајкот беше опција, а за таксистите поскапување на услугите. Она што ве прашуваме, дојде ли време да возиме велосипед и најдобро да одиме пеш. А што се однесува и до денешната анкета на Инстаграм, која што е објавена и на која што можете да гласате сите, еве како изгледа нашата денешна анкета. Ве прашуваме, верувате ли дека Скопје ќе има бесплатен јавен превоз? Треба да одговорите со да и секако не. Зависно од тоа каков е вашиот одговор. Резултатите ќе ги откриеме по рекламите некаде конкретна црвена линија, како што впрочем секогаш тоа и го правиме. Така да во ова денешно издание на црвена линија, она за што сакам да проговориме е најнапред за јавниот превоз, оние кои што го користат, дали може би се задоволни не само од цената, туку и од услугата, од квалитетот на превозот, а меѓу другото прашуваме еве и сите оние кои што го користите меѓуградскиот превоз и поскапувањата, односно еве што е она што сакате да се промени, што е она што сакате да се задржи. Едноставно, кој е вашиот став? Ајде да слушнеме што мисли за тоа нашиот прв гледач денеска во црвена линија. Добар ден. Ај, здраво, сестра. Здраво и секој е добро. Да си ми жива и здрава. Да сте живи и здрави. Ја и ти да учиме, гледавме филмови. Како децава, секое дете имаше бусови, автобуси, дали во Америка, Канада, Австралија, не знам каде, ги зема од дома, ги носи на училиште, у градинка, и попладне ги зема и ги враќа назад. Така, тој училишен превоз. Збориме за меѓуградски превоз. Сте гледали на филмојце? Ајде. Да, тој е училишен превоз. Секој ден Дали имаме ние туе у оваа Република Македонија нешто такво? Има, приватните училишта имаат тоа. Па тој приватен, ако и приватен да е, државата ќе му рече, еве ти тебе пари за цела година, сега буџетот ќе го изгасуваме, а ти си задолжен децава да изземаш од дома, да ги носиш во училиште, во градинка и поручек да ги враќаш дома. Нема овде политики, нема партии. Ме разбирате што сакам да кажам? Така, така. Ако тоа успееме, апсолутно не сакам да спомням ни градоначалник, ни градоначалничка, никого. Благодарам многу. Ви благодарам, продолжете да не следите до крајот на ова издание. Секако верувам, сакате да слушнете што има да кажат нашите гледачи, подобро да речам граѓани, особено оние кои што го користат јавниот превоз секојдневно и особено оние кои што често патуваат и го користат меѓуградскиот превоз. А кога сме веќе кај меѓуградскиот превоз, секако еве препорачувам топло да одите веднаш на telma.com.mk и да кликнете на следната вест. Сега ги видите, автобуските карти за меѓуградски превоз поскапени до 25%. Превозниците бараат кратење на акцизата за нив. Но ние секако нема да го скратиме времето за нашиот следен гледач. 90 секунди. Добар ден од црвена линија. Здраво. Здраво, како сме? Се нагледаме добро. Така и треба да бидеме. А користиме ли градски превоз? Еве, колку често користиме меѓуградски превоз? Види вака, меѓуградски превоз и порано ми беше скап, да речеме, ако идеш фамилиарно, ќе банкротираш. Сега и како поединец да идеш, пак е скап. Значи, зборам за автобускиот превоз. Железничкиот превоз па тоталка е уништен, значи нема ништо од него, а што се однесе до авиониве, малку потешко тоа ќе дојдеме на ред. Така да, градскиот превоз, ја не знам зашто се умеша државата во
приватниот превоз. Требаше да си ги остават сами, они да си бъркат работата, ама не трябваше државата да се мешаат, општиниве, градот, сите тие, да се мешаат у политиката на тие приватни превозници, да ги ограничи, тука смееш да возиш, овде не смееш. Требаше да си ги пуши секаде да возат, да си беа конкурентни на ЈСП. А ЈСП е дугло на рамолепци и администрација пренатрпана. И сега ети ги шоферите им стигнале плата 20.000 денари, а ја да ти кажам искрено, таква стресна работа не би работел, затоа што луѓето се постежат... Дискуристам, верувате ли дека ќе добиеме бесплатен јавен превоз? Мало? Ќе добиеме ли некогаш бесплатен јавен? Секунди само малку. Вака, значи, ако ме слушаш... Да или не, ќе добиеме ли бесплатен јавен превоз? Не. Со оваа господја што изиграва градоначалник, никад, а може да... Благодарам. Ете, тоа е она што сакаме исто да го слушнеме од вас. Нашата Инстаграм анкета ја користиме да ве прашаме и вас кои што се вклучувате во црвена линија. Веднаш одиме со следен гледач. Добар ден. Да, добар ден. Јас одлично ве слушам. До вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Каков, да прашам, каков превоз користите? Што поставивте за меѓуградскиот превоз и за градскиот превоз на град Скопје, искам да кажам, меѓуградски превоз не сум користил, али знам дека е покачен 25%, али јавниот градски превоз во Скопје го користам повеќе, затоа што едино во Скопје само со тој јавен градски превоз може да стигнеме да дојдеме до некоја институција, установа, здравствена и така натаму. Сега за сега немам некои критики за градскиот превоз, каков таков е организирање, али има нешто кусок тука што во линиите кои што се поставени во јавниот градски превоз треба да се зголемат автобусите, затоа што веќе автобусите се намалуваат и во овој период многу луѓе чекаат по половина, по 40 минути и така натаму. Затоа само во тој контекст ја сакам градскиот превоз на град Скопје да се зголеми и јас мислам дека јас како во Скопје кој живам 60 години овде, градскиот превоз секогаш бил регуларен и реален и искам да ви кажам задоволство било да се возиш во автобусите на градски превоз. А тоа за дали ќе имаме бесплатен градски превоз, бидете сигурни дека никош нема да има, затоа што тука се големи средства во јавно предпријатие и тука загубите не може да ги покрија никој во градот. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што искористивте можноста да се вклучите во црвена линија. Ва верувам дека веднаш имаме нов гледач. Добар ден до вас. Некому тоа не му одговараше или суетата надвладеа и пропад на проектот. За бесплатен превоз зборуваме. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Дали имаме се уште гледачката? Најверојатно не, и една напомена постојано тоа го велиме, но што е сигурно? Сигурно е кога ќе се вклучите во црвена линија, пред се намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро да се слушнеме и задолжително внимавајте на тајмерот за да не ве прекинуваме, темпиране на 90 секунди. Ајде ќе се обидам веднаш со добар ден да дадеме шанса на оној кој што се јавува, дали се слушаме? Добар ден. Јас одлично ве слушам, секој е добро до вас. Благодарам, јас добро ве слушам, па вака. Јас мислам, моето размислување е следното. Градскиот превоз е потреба за секој град, не само за Скопје, и треба да го користиме сите подеднакво. Меѓутоа, градскиот превоз е многу скап, затоа ќе речете зашто. Бидејќи да во една фамилија ко четворица користат градски превоз, ако се работи за ученици, таа е да речеме предплатна карта или бесплатна карта. Но ако тие сите 4 особи користат нормален градски превоз, тоа е негде околу 4000 денари, што е многу е за еден буџет. И треба да се размисли дали можеме да го платиме тоа. Меѓутоа, дека последно вие кажувате дали може да има бесплатен градски превоз. Зашто да нема? Се може. Но кај нас тоа е само парола за да добиеме гласови и да го заземеме градоначалничкото место. Неколку пати ја лично и поставувам прашање преку слободни теми на градоначалничкото. Кога ќе биде, кога ќе почнеме да користиме бесплатен градскиот превоз?
прочекајте. А дали ме сматрат дека она треба да помине незиниот мандат во последните 3 месеци да пушти бесплатен градски превоз и да каже јас го исполнив обеќањето. Значи дека стварно сме неодговорни. А верувате ли дека ќе имаме бесплатен? Бесплатен не. Не. Добро, благодарам што одговоривте и на анкетата која што ја спроведовме на Инстаграм. Кога сме веќе кај бесплатните превози во Германија, еве објавено на 4 јуни, скоро за германецот е и бесплатен ваквиот превоз. А што е тоа? Германија воведе месечен билет од 9 евра за сите линии, цел месец германците да се возат и да уживаат. За германски стандард 9 евра се ништо. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Црвена линија? Јас ќе подсетам на малете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден, црвена линија. Се слушаме? Да, одлично ве слушам. Вака. Значи секоја чест за Германија. Германија е држава. Значи јас мислам дека и кај нас ова ќе профункционира кога ќе се покријат сите трошкови што ги направи претходниот градоначалник. Значи ние не очекувавме дека ќе ја продаде градската куќа и дека ќе земе толку пари, дека тие пари ќе ги нема нигдека во градската каса на градот Скопје. Сега, како може некој што обеќал, ја мислам дека ќе го исполни, меѓутоа мислам дека ќе помине некое време додека да се стабилизираат сметките на општините. Затоа што господјата градоначалницка рече дека и ќе ги намали даноците за имот. Значи рече, ајде овако, меѓутоа сваќам, пошто гледам дека сите општински каси се празни. Сега вие дома, кога сте празни, да взимате или кредит, или кредитна картичка, да функционирате, друго нема. Така да овдека не е господјата за обвинување. Ја мислам дека ќе го исполни, затоа што едно, како викат, ЕСАП домашен ЕСАП и на пазар не е исто. Така и тука. Ти рачунаш на тоа, доаѓаш, наоѓаш минус, и сега со тој минус, како знаеш, снавогите. Меѓутоа, мислам дека превозот не треба да поскапи, треба државата. Значи, владата треба да донира да може секој да се вози со автобус и да се намали потрошачката на гориво. А кога сме кај Твитер заедницата, еве како твитерџиите ја коментираа веста дека Германија ќе има возможност на своите граѓани за 9 евра месечно да ги користат градските линии, колку сакаат и како сакаат. Еве, мајка Јана вели, само Скопје не е Македонија. У другите градови со години не постои јавен превоз. Се мисли на останатите градови во Македонија. Да, Германија воведе 9 евра за јавен превоз, но од месец јуни поскапува. Кирија, газ, струја плюс прехамбрените производи од септември ке дале 300 евра еднаш. Не мора еднократна помош, а цените остануваат високи. А оно што сакаме да слушаме е секако и колку сте задоволни од градскиот јавен превоз. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Јас ли сум сега наред? Да, вие сте наред, повелете. Фала. Што се однесува до меѓуградскиот превоз поскапа вика за 25%. Сето тоа е одраз на енергенците. Ако не беше поскапало плинот, нафтата и бензинот, немаше да поскапи ни градскиот превоз. Сега сите не мора да се возиме со градски превоз, може да се иде со велосипед, може да се иде со пешки и така натаму. А што се однесува до бесплатен градски превоз, Данела Асовска така ги извози Скопје убаво, гласава за неа и ми се чини никогаш нема да го видат бесплатниот градски превоз, додека Данела Асовска е градоначалник на Скопје. Значи, тоа му служеше како добар маркетинг во предизборната кампања, а тука, како што рече претходната гледачка, дека враќале стави долгови, не може да го уклучат градскиот превоз бесплатно. Таа, кога правила програмата, е требало да знае во каква ситуација се наоѓа градската каса и дали ќе може да се дозволи таков голем проект, тоа е голем проект, таков голем луксус да се дозволи и да направи овој бесплатен превоз за граѓаните на Скопје.
значи ги излажа, нека биде живи и здрава. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Останете со нас до крај да слушаме какви мислења и ставови имаат граѓаните, особено оние кои што го користат јавниот градски превоз и оние кои што постојано го користат меѓуградскиот превоз. Јас сега ќе покажам една вест, она што е ново, бидејќи од ЈСП најавува прекина работата, штрајк, има големо незадоволство во однос на тоа дали ќе има покачувања, па еве што е најнова вест, дека секој вработен во ЈСП Скопје, независно од работната позиција, ќе добие покачување од 2800 денари. Токму и поради ваквата одлука на менаџментот на сообраќајното предпријатие се откажува и најавениот протест, кој што беше токму најавен за ова недела, односно конкретно за деновите 15 и 16 јуни. Сега, за да не должам многу, веднаш преминуваме нашиот следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро? Поздрав до вас и до гледачите. Голем поздрав и до вас. Нормално е дека ќе поскапе и меѓуградскиот превоз. Меѓутоа, државата тука треба да интервенира со субвенции и граѓаните да се возат поевтино, односно да биде економичен овој превоз. Што се однесува до скопскиот јавен превоз, тој не смее и не треба да биде бесплатен, апсолутно. Тука не може бесплатно, па за една автобуска да се возам, да се качувам, да ствараме гужви, да правиме проблеми. Половина граѓани се возат бесплатно, не вадат карти. Друго, ученициве, средношколци и било кој. Тој ако има потреба од градски превоз, нека возе две возења денеска, доволно му се. А не тие у 10 и 11 саат се прибираат дома со градски превоз и користат бесплатен превоз. Кај го има тоа? Тоа никогаш не било. Јас сум бил средношколец, па сме плаќале, сме имале ограничено повластени билети, али само две возења. Не може цел ден да се возиш и да правиш градски сообраќај, кубови со резервни делови, односно нема средства. Џабе платата ќе ми е зголема. Меѓутоа немаме квалитет, немаме резервни делови, немаме одржување, немаме и не сме и не треба. На 023076677 го очекуваме следното вклучување, да видиме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Еве, аз ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Секако вие сте, секој е добро. Еве, дали сте корисник пред се на градскиот превоз? Вак, јас од натрешноста се јавувам, не сум од Скопје, меѓутоа не имам свое возило и доаѓам секојдневно во Скопје, присутен сум. Така е, од тогаш ќе зборуваме и за меѓуградскиот и за немањето на... Вака, мислам дека дамата на Скопје имаше во агендата своја и кога ја победи како градоначалничка, кажуваше дека ќе воведе бесплатен превоз за градски сообраќај. Меѓутоа, граѓаните како граѓани не е прв пат да се излажани. И пак и понатамо си тераме ние и понивно, меѓу политичарите нека лажат, ние ќе си патиме и се. Мислам, ова што не снајде сега поскапување на нафтен дериват е многу поздраво е за наше здравје. Пеш да си одиме на бицикл, за здравјето наше ќе биде многу по-добро. Него да ги молиме политичарите да доведат намалување на цени, бесплатни цени, знаеме дека тие лажат. Лажеле, 31 година не лажат и сега пак ќе не излажат. И истото ќе го говорам ја на наредните избори, ако се парламентарни. Сите се борат за свој интерес, не за граѓаните, ниту за државата. А лагата на политичарите сме ние виновни, зашто во наши раце е пенкалцето. Што се однесува да одиме пеш, да одиме. Благодарам и вам за вклучувањето. Истекоа 90 секунди, а сега повторно ќе одиме кај Твитер заедницата. Еден интересен твит, Злочко from Западна Бугарија. Сега ќе поберем од режијата да видите како изгледа неговиот коментар на Твитер. Вели, не може и автокефалност и бесплатен градски превоз. Мислам, бидете реални малку.
Одиме со следниот коментар во однос на тоа што значи за твитерџиите бесплатен превоз. Зоолог вели: менаџерката воведе бесплатен превоз кај луѓето, познат како одење пешки. Ова е многу слично на она што го коментираше нашиот претходен гледач. Она што сакам да слушнаме секако и колку сте задоволни од градскиот превоз, задоволни ли сте од линиите, од тоа дали има редовни линии, дали чекате предолго, можеме да ги коментираме и самите автобуски постројки. Оно што исто така може да се забележи е дека навистина некако се повеќе и повеќе во овој период од годината повеќе гужви има на постројките со оглед на тоа што можеби линиите се и малку поретки. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Поред. Зашто ќе зборуваме? Јавниот градски превоз, меѓуградскиот превоз? Па за меѓуградскиот превоз. Ајде да слушам колку го користите и дали сте задоволни. Не го користам меѓуградскиот превоз веќе подолго време. Па и Скопскиот кој се однесува на локално, значи само се фокусот се става на главниот град на Македонија, кој е од самото постоење на државата до ден денешен, па и нареден период сметам не во хаос, него во лудило. Така да дали дојде време за велосипед или да се оди пеш, сметам дека дојде време да се оди од оваа земја, а не дали на велосипед или пеш. И срамота е, извинете вака, ки си го имам право на свој став. Најискрено ви кажувам, треба да се срамиме што ние, како јавност, како народ, не успеавме не за 30, не за 5 века, туку никогаш нема да успееме да се фокусираме да разбереме дека животот е да се живее, да се државата е во служба на народ, а вакви секојдневни теми со кои не да се труеме, него дефокус комплетен се прави, а имаме легитимно избрани представници кои е нивна одговорност и вакви теми. Ваквите теми точно ги добиваме од она што се секојдневни случувања, особено од ваквите теми директно се вклучени граѓаните. Цениме што си го кажувате своето мислење и тоа очекуваме да го правите и понатаму во црвена линија. На 023076677. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, секој е добро. Па еве, со кој превоз ќе почнеме? Со градскиот или со меѓуградскиот? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Јас ве слушам, повелете. Со кого разговарам? Со Тина од црвена линија, повелете. Ама има други пред нас. Не, слободно. Вие сте. Вака сега. Они што кажува до сега. Значи... Добро, продолжете. Ова држава не е, мислим, по моја држава, бидејќи ко мој... Вака, ова држава стана само со плячкање, редови работи и само се будели за пари. Како прво, јас како војник од ЈНА 3 рата и пребродив. Ништо добро не видов. Македонија само тоне. Не северна, него ја викам здраво црна Македонија, не Црна Гора. Зашто све ги оцрнеа да Заев, да Јанко, да Петко, да Станко, да овој што е премиерот, ништо, никој никаде, само си полне джебоите, а нас не тера на питачки стап. Тоа е тоа, господо. Извите вака, значи, јас сум све ценам она што е, прво сакам да го поштувам чистачот, па до директорот. Ама кога гледам дека е све ништо замашана, све ќе од нишко магла. Така. Бидете поздравени и лепоти се, живи и здрави од тема ваша, па се гледаме за убо. Благодарам за вклучувањето.
Гледачот се исклучи, секако еве јас од сега ако остане малку време и сметате дека имате покусо излагање, ќе се дозволам да ве прашаме за нашата анкета, а тоа е прашањето дали верувате дека ќе има Скопје бесплатен јавен превоз. Оно што сигурно знаем, имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. За цените, градскиот јавен превоз, такси. Па тоа е неминовно да се покачат, бидејќи нафтата отиде многу високо. За превозот во градски сообраќај, ја понапред сум се возел, се држам незарачките со отворени врати автобусите. Одеа, па не одевне, иако има пари, кола, све не одевне, се пазевне, штедевне. Сега, особено најмладите, ако треба, за 500 метра иде со кола. А градскиот сообраќај на Сабајле и двоспратни, па сега земаа изглобни автобуси, во зглобен автобус, да се воза само 10 патници, тоа е штета за јавното предпријатие, кој што ми изгледа мене и треба да се редуцира више превозот на градскиот сообраќај, зашто воопште луѓето не се возат во нив. Научени сме, со извинење, толку сме мрцини народ, невидено. Не знам од оваа држава до кај ќе оди. Од Сабајле стануваат луѓе, одат во исто време на работа со 3 коли од една фамилија. Што сакаме понатака? Да заштедиме нешто и за себе и за државата. И државниците што се, и парламентот, и тие треба да пазат на штедење, зашто ние немаме наш производ, така речено ништо. И оној градинарскиот производ не си го штитиме, не го увезуваме од други земји и наравно и ќе патиме и натака све додека сме такви, додека нема ригорозни казни и внимание на све. Фала што Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Задржате го вниманието до крајот на ова издание на нас, а одиме веднаш со следниот гледач. Добар ден. Се надевам дека убаво се слушаме. Добар ден, вие сте во црвена линија. Еве, јас ќе се обидам уште еднаш, дали се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот, тоа е задолжително. Изборувајте преку слушалка. Добар ден. Добро, да не велам напразно, само добар ден. Верувам дека ќе се слушаме. Еве, ја имам некој ехо. Добар ден. Ало, добар ден. Конечно, одлично ве слушам. Добре ни дојдовте во црвена линија. Добар ден за целна телевизија. Ајде, зашто ќе зборуваме? За градскиот превоз или за меѓуградскиот превоз? Ово поскупување, ово увидување, живот за сите нема. Само за власт. За народот нема. Ово е за полнење буџетот, за да се го изголемат тие приходи и на власта повеќе да се наградуваат и да се ги трошат парите за нив, од граѓанските задржуваат и позајмуваат невидено нешто. Превозот не е превозот треба да е стабилен, него со поскупување на горива, акцизите мора и да се покачи. Значи, ово го витуваше на избори, а не го исполнија, затоа што не ги интересира за нацијата, вештачка нација. Витуваше живот за сите, витуваше плати, витуваше пензии, витуваше здравство без пари, 500 на младите и ред други. И дури и лековите поевтини, него ете тоа се случи. А верувате ли дека ќе имаме никогаш бесплатен? И гледа се како ги плачкаат и како се богатаат со тие генерали секретари на влада. Ден Дончев, лекој директор во Австралија, однесе ги милионите. За фирми колку сакаш и на 18 години фирма му отвори на сино народните пари. Граѓанските пари, задолжувањето. А на народот нема и затоа. Она што сигурно има е црвена линија. Продолжете да се јавувате на 023076677. А сега малку ќе ве префрлиме онаму каде што сме, а тоа е Facebook страницата Црвена линија, на која што секако можете секогаш да коментирате, лекнувате и шернувате. Еве вака сега ќе покажеме, значи вака изгледа, ова е од утрово една фотографија на автобуска постројка во Скопје.
Така, еве, може да видите, информаторот за тоа кога пристигаат автобуските линии, бројките кои што ги чекаат патниците е исклучен и тоа веќе е неколку дена поред. А на нашата тема и на оваа фотографија имаме и коментар од Винг Бичун, вели: нема пилот во авионот, а народот упорно си молчиме. Оно што секако сакаме е да не молчите вие, туку да си го кажете својот став. Дали имаме гледаш? Добар ден. Дали се слушаме? Да, јас ве слушам. Добар ден, црвена линија. Секој е добро. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Нема проблем. Сакаме да се јавиме во врска за градскиот автобус. Слободно. Ало? Да, ве слушаме. Да се јавиме за градскиот превоз. Веќе зборувате. Треба автобус да има, ама не одат со автобуси, одат со коли. Треба да се качи горивото. Горивото уште повеќе да се качи, за да одат со градски автобус. Градски автобус одат по 10 души, не се качуваат, си одат со коли, нема сиромаштија. Секоја куќе, секоја зграда имаат по 3-4 коли. Од кревет, у кола, на работа, од работа со... Нема сиромаштија, горивото да се качи. Ова е веќе крајно вишне. И градоначалничката обеќаше за платен автобус, бесплатен автобус, сега ни тоа не ни го пуштај. Тоа е све само за фотеља, ништо друго. Не сме задоволни, тоа е тоа, чувајте се, убав ден. И тоа е. А ќе имаме ли некогаш бесплатен јавен превоз? Мислите ли? Верувате? Ние сме пензионерки, одиме со градски превоз. Во Кинава, сега пани пуштива. Што да ви кажеме? Многу коли се вози, автобуси празни одат. А ќе има ли бесплатен превоз за сите? Шоферите вознемирени, ги шоферите без пари. Тоа е хаос градски, хаос. Добро, убав ден, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Јас повторно ќе побарам да одиме на Facebook Црвена линија. Така и сега ќе прочитаме еден коментар. Ова е всушност одговор на нашата анкета, а тоа е: верувате ли дека Скопје ќе има бесплатен јавен превоз? Да, не. И Милојче Лида Спасковски вели само не. Продолжете да коментирате, шернувате и лајкнувате, и особено да се вувате на 023076677. Секој издание на Црвена линија се фокусираме на она што е најактуелно и најмногу ги засега граѓаните, а тоа сте вие, гледачите. Добар ден! Дали се слушаме Црвена линија? И добро, бидејќи еве, јас ќе напоменам, ќе продолжиме сега и со онаму каде што застанавме, тоа е и Твитер заедницата. Значи, кога се вувате во Црвена линија, веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот. Ајде сега да видиме Флеш Гордон што вели околу поскапувањето на меѓуградскиот превоз без најава. Вели и така БАП 20% поскапување на меѓуградскиот превоз без најава. Може бе така? Може така бе? Фортиту вели пак ова. Чекајте бе, другари, ги консултиравте ли Зелен хуман град за ова? Ова е всушност одговор на овој наслов. Арсовска не го откажува проектот за автобуско метро, кој рече нема да го прави. 7 месеци преговара со ЕБОР. Методија Саздов пак коментира вака: точакот и јавниот превоз се господ за германците, па и секаде во Европа. Примете, во предградијата има двукатни паркинзи за велосипеди. Од 1 јуни цела Германија јавен превоз и возови 9,99 евра за сите. Одиме сега на гледач, ново вклучување, се надевам добро се слушаме. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, предложување. Ало. Ало, здраво живо, Црвена линија. Да, Црвена линија ова влада ја подпиша, ја после не ја признава. Резолуцијата ја подпиша Црвена линија, вика, ја прифаќаме, а во Бугарија друго пишува таму.
предавство. Ајде сега да проговориме за градскиот јавен превоз и меѓуградскиот. Ова влада не е легитимна, не е народна, вештечки измислена, не го жале народот, го Добро, гледачот го немаме оно што е најважно, има една напомена, држате се до темата, значи она за што зборуваме дека меѓуградскиот превоз поскапи до 25%, картата Скопје-Охрид повратна стана 1113 денари, а скопскиот јавен превоз е во хаос и оно што ве прашуваме, дали дојде време да си користиме велосипед, да одиме повеќе пеши, оно што е најважно, некои што го користат јавниот и меѓуградскиот превоз, бараме во црвена линија, еве да ни откриете дали сте задоволни, дали секојдневно го користите и секако што е оно што би сакале да се промени во однос на тоа или можеби немате воопшто забелешки. А доктор Арслан Агич, добро, него ќе го оставиме како цитирџе да го прочитаме нешто подоцна, одиме веднаш на гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, црвена линија. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Дали ме слушате? Еве, ќе се обидам трета среќа вела. Добар ден, црвена линија. Добро, одиме повторно на доктор Арслан Агич. Се надевам дека добро не слушате и кога ќе не добиете, дека веднаш можете да почнете со своето излагање од 90 секунди. Сега вака, доктор Арслан Агич вели чекајќи бесплатен јавен превоз на Данила. Еве, гледате како изгледа кога се чека бесплатен јавен превоз. Одиме понатаму и на Твитер многу се коментираше. Еве, Тодор Стојановски дури вели јавен превоз и за спивање деца имаат по некоја сличност. Прво, гледаш да се забавljаш нешто у паузите, додека чекаш да ги сместиш у кревет, а они нешто се забавljат. Второ, кога се во кревет, читкаш нешто додека касна да се успеат у планираното време. Ова е повеќе околу чекањето. Сега ќе вклучиме и нов гледач во црвена линија. Секој добро, добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Благодарам. Се јавувам од Германија во врска со... Одлично. Ајде да слушнам. Во врска со месечните билети. Месечните билети важат 3 месеци во Германија, направија да може да патува со регионални возови, со трамваи, со автобуси, значи секој да му биде достапна линијата до каде сака. И на вистина е 9,99 евра, така? Точно така, 9,90 евра за, односно 10 евра за цел месец од јуни, јули и август, кој сака може да се извади секој месец и така. Еве, кои се разликите не само во однос на овие можности, туку и во однос на брзината, редовноста на линијата, удобноста, постројки? Секој пат понекогаш каснам возовите, сега пошто е премногу гужва, возовите и каснат по 5-10 минути, тоа е стандардно за Deutsche Bahn. Меѓутоа во РТС сепак се до некаде и се точни. И оно што е најважно, дали повеќе членови од семејството користат исклучиво автомобил или без разлика на својот стандард и домашен буџет предпочитаат јавен превоз? Да, обично секога се со автомобил до својата работа и назад може да се врата со автомобили, се зависи од тоа каде ти е работното место. Меѓутоа, откако државата воведе овој попуст од 9,99 евра, интересно е што сега се и пренатрупени возовите, така што Deutsche Bahn мораше да воведе и дополнителни возови, меѓутоа е хаос низ железничката станица, така да можам да кажам еден пример. За да патуваш од Хам или од Дизелдорф, да слегнеш до Михен или до Франкфурт, може слободно да патуваш со тие 10 евра. Така. Благодарам, драго ни е што се вклучивте дури од Германија, тоа значи дека не следите и тоа се можностите на модерната технологија. Одиме со последниот гледач за денес, црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, секој добро, повелете. Ајде намалем.
Ете така, умно велите дома, да намалат тонот на ТВ приемникот. Ало, добар ден. Добар ден, секој добро. Централната власт ја има ова за превози што ќе поскапи. Тоа е нормално што горивото во акцизите ги качуваат за да си го пунат буџетот. И колку сакаш да ги качува горивата, струјата, се што треба. Ова не народна влада, вештешка, гледа се по делата, се покачува, народот го сиромашува. И сите витувања што ги витуваше народи, не ги исполни. Горивата у Франција бум направија, се живо да нападнаа. Горивата са многу акцизите што са Исус големини, Арној Мисковски и Христини викат да се намалат, домакински кажува, за да нема поскупување. Тоа поскупување влијае многу од горивата. И по фабриките, и по јавниот сектор, и по превозите се. И затоа не е способна влада се гледа и ве поздравувам и сакам на 18 од сите да излеземе да и дадеме крај. Да си даде оставка и да има предвремени избори. Спас! А бесплатен превоз ке имаме ли? Се исклучи гледачот. Одиме со реклами и се враќаме. Одморени од рекламите, одиме веднаш со соопштување на резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. Анкетата на Црвена линија на Инстаграм гласеше вака: верувате ли дека Скопје ќе има бесплатен јавен превоз? Со да одговорија 24%, а со не одговорија 76%. А утре со нетрпение, и сега повторно и мене ќе ме видите по резултатите, со нетрпение очекувам да продискутираме на во Црвена линија за старите мерки за нови ценовни шокови. Ќе спречи ли владата инфлацијата и време ли е за стоковите резерви? За тоа ќе зборуваме утре. Сега останете со Телма телевизија и информирајте се на telma.com.mk. Доведување и убаво попладне.